Моето второ прашање е до министерот за економија и се однесува за едно негово ветување дадено уште минатата година со кое најави измени на Законот за угостителска дејност. Односно, после незамисливата трагедија во Кочани, еден од клучните системски пропусти за работата на дискотеката на смртта беше лоциран токму во недореченостите во Законот за угостителска дејност. Тогаш, условно конечно, беше откриено дека со катастрофални измени на Законот од 2008 година, клучниот документ за добивање на лиценца за дискотеката, која се однесува на исполнување на технички услови на еден објект, како што се излези, заштита од пожари, вентилација и се останато, токму овој документ го пополнува самиот барател. Апсурдот во ова законско решение е во тоа што никој не проверува на терен пред да ја добие лиценцата дали изјавата на собственикот е вистината. За точноста на податоците во ова изјава едноставно одговара собственикот на дискотеката со даден збор под полна материјална и кривична одговорност. Тоа значи дека државата целосно му верува на собственикот без никаква претходна проверка по службена должност. Или да парафразирам, тоа е како да ви регистрираат кола само со изјава ваша дека колата е технички исправна. И ревизорите во извештај за 2024 година за Министерството за економија и труд констатираат дека издавањето лиценци за угостителски објекти е единствено врз основа на доставена потврда, без да има законска обврска за задолжителна проверка на исполнување на минималните технички услови од страна на надлежните институции. Уште од мај минатата година, директорот на пазарен инспекторат, што никако не сакате да го разрешите, најави дека се подготвува нов закон за угостителска дејност, во кој ќе бидат предвидени задолжителни одредби за контрола и кривична одговорност доколку некој несовесно врши угостителска дејност. Вакви изјави дека ќе има промени на законот доаѓа и од премиерот Мицкоски, кој самиот тврдеше дека жали што не може да го врати времето и да го коригира овој лош закон. Впрочем, чии катастрофални измени за добивање лиценца со обична изјава беа донесени од тогашната влада на ВМРО во 2008 година. Да резимирам, се ближи година од најголемата трагедија во поновата историја на Македонија. Иако многу беше кажувано за системски рестарт, факт е дека 10 месеци после трагедијата, ако некој угостител сака да добие лиценца, денес тој ќе го направи преку истиот закон за угостителска дејност кој беше во правна сила кога се случи трагедијата во Кочани. Јасно е дека позади ваквото лошо законско решение стојат профит интереси на одредени моќници од угостителскиот сектор, кои често се блиски до самата власт. За концентрацијата на моќ и влијание во овие бизнис кругови говори и фактот што дури после трагедијата во Кочани се разбудија инспекциите и констатираа дека во главниот град нема ниту еден објект со валидна лиценца за кабаре или диско клуб, кои впрочем непречено функционирале со години и биле толерирани од сите надлежни институции. Вие, министре Дурмиши, на 25 март 2025 година изјавивте дека работна група веќе работи на измени на Законот за угостителска дејност, каде вредноста на казните ќе се зголемат и ќе се предвиди забрана за работа по одземање на лиценците, ако се утврди дека оние кои ги поседуваат не ги почитуваат законските одредби. Моето пратеничко прашање е дали до 25 март 2026 година, односно точно еве една година откако најавивте измени на Законот за угостителска дејност, ние како пратеници конечно ќе го добиеме тука изменетиот Закон за угостителска дејност со цел во иднина да спречиме, а да не констатираме системски трагедии кои за жал постојано ни се случуваат во минатото.